Сај Роменге Мангава, Бактало Панчето Новембро, Диветари Романичи, почитувани медиуми, електронски и пишани. Денеска е празникот на ромскиот јазик, 5 ноември, прогласен од УНЕСКО. Тоа е дел од индоевропските јазици и припаѓа на групата на јазици на санскритот. Сите знаеме дека санскритот е стар јазик, повеќе од 3.500 години пред нашата ера, и исто така дека потеклото на санскритот е еден од на ромскиот јазик санскрит е еден од најквалитетните, најстарите и најпознатите јазици во историјата на јазиците во светот. Ромите како се движиле од Индија до сите европски држави во светот, го носеле својот јазик и се направиле повеќе дијалекти. Тие дијалекти живеат и денеска, живеат заедно со ромите кои држави ги населиле, и сето тоа допринело долго време да нема стандардизација за ромскиот јазик, на ромскиот јазик, односно не бил кодифициран. Прв пат кодификација и стандардизација на ромскиот јазик е направена 1990 година. Значи, ромскиот јазик, сакам да наведам дека е признат и од Советот на Европа и од ЕУ. Значи, исто така во нашата држава, Република Северна Македонија, ромскиот јазик е прифатен, тој е као малцински јазик, значи се говори и го говорат сите роми, се говори во одредени институции, пример, редакцијата на телевизијата на ромски јазик и радиото, потоа по судовите и другите државни органи каде што има потреба. Например, во судството се прашува секојаш дали има потреба од ромскиот јазик. Значи, она што би сакал исто да потенцирам, дека нашата заедница, ромската заедница, знаејќи дека има потреба уште повеќе од изучување на ромскиот јазик, очекуваме и имаме голема надеж од новоформираната влада да се финансира во стандардизација, повеќе во пишувани книги од ромската заедница, да се печатат. Ние знаеме дека во нашата држава има околу 30.000 домаќинства, она што јас како дел од новата влада предводена од ВМРО, ДПМН и премиерот Христијан Мицковски, очекувам да се издадат 30.000 граматики, 30.000 букварчиња, 30.000 речници на ромски јазик, така што би можеле да ги поделиме во секоја ромска фамилија, во секој ромско семејство, односно куќа. Значи, она што исто очекувам лично јас и моите блиски присталици, очекуваме институционално, вистинско, системско решение за ромите во поглед на јазикот. Значи, бараме да се формира катедра на ромски јазик на Универзитетот Свети Кирил и Методи, каде што ќе може да се добијат квалитетни учители, наставници и професори кои ќе можат да предаваат ромски јазик во основните училишта, средното образование и така натаму. Вклучување на ромскиот јазик во наставите задолжително во основно образование, каде има повеќе припадници, ученици од ромската заедница, и во средното образование. Она што би сакал исто посебно да наведам, барам институционално решение во поглед, као предходно што кажав, за повеќе учебници да се печатат на ромски јазик, да се печатат книги, емисии да има, да наставата во македонската радио телевизија биде секојдневна и во радиото што се емитира ромски јазик. Потоа, исто така се надеваме и очекуваме новата влада, каде што ја припаѓам, да направиме културен центар, односно културен дом во Скопје и во 4 поважни територии подрачја на нашата држава Република Македонија, каде што ќе може постојано, дали како институт или друго тело, да го следи развивањето на ромскиот јазик, и во овие центри постојано да се формираат групи кои се заинтересирани да го изучуваат ромскиот јазик. Ромскиот јазик во овај период
јазикот, како што кажа претходно, беше нестандардизиран и и не поддржан од државите. На жалост беше ставен на маргините на општеството, како и ромите. Очекувам со оваа влада да се даде предимство, да се приоритет, како ромскиот јазик би се изучувал во сите населени места каде што има роми. Вие сите знаете дека ромите се населени на целата територија на Република Македонија, нема населено место, општина каде што не постојат роми. И она што е важно од новата влада, имајќи го во предвид новиот буџет кој за 2 месеца или 1 месец треба да биде изгласан во Собранието на Република Македонија, е предлог на владата на Република Македонија, очекуваме и знаеме дека околу 650 милиона ќе бидат финансирани во Министерството за образование. Очекуваме тие 2,44 колку ромите припаѓаат во оваа држава како население, тие средства да се оделат и строго наменски да се посветат во образованието и зачувувањето на идентитетот и јазикот на ромите. Ја толку, бидејќи имаме друга работа, ако некој прашање има, повелете. Само едно прашање, како планирате национална институција во државата да има на ромски јазик, што ќе изучува култура, идентитет и јазик, затоа што до сега нема таква национална одржана како институција? Зборувам за културниот центар, зборувам за културниот дом, ќе се направи институт. Тој институт ќе води грижа за негување, сочувување, применување и адаптирање на ромскиот јазик. Првата ромска граматика знаеме дека е многу одавна произлезена со помош на професорот ромологот Шаиб Јусуф и професорот Круме Кепевски. Тоа беше негде 1976 година. Потоа јазикот е жива материја, значи и речникот на Шаиб Јусуф и првото букварче, таа институција, односно институт, да биде постојано да действува, да работи во културниот центар, во тој културен дом, како ќе го наречеме, и во сите 4 поголеми подрачја, исток, запад, север, југ. Значи, така ќе можеме подобро да го примениме, да го имплементираме, да може секое семејство, бидејќи да го изучува, бидејќи знаеме дека во Македонија можда половина од ромските граѓани не го познаваат ромскиот јазик. Значи, тоа ќе биде една добра основа, како ќе го сочуваме ромскиот јазик од она така наречено изумирање на јазиците. Овај јазик претрпил многу доби, многу времиња, значи како што кажав, потекнува од санскритот уште пред 3500 години. Значи, има сличности исто со санскритот во смисол на броевите, во смисол на многу поимови, делови од телото и одреден дел во граматиката. Тоа, мислам, е јасно на ромолозите. Ние имаме доста луѓе кои се занимаваат со ромскиот јазик и со помош и на останатите од другите заедници професори ќе направиме една добра стратегија како ромскиот јазик ќе го усовршиме уште повеќе, бидејќи на жалост има претрпено, има доста зборови кои се турцизми, македонизми и други, и ќе можеме да чекориме степен по степен кон подобрување и подобра кодификација и систематизација на ромскиот јазик. Да, победа. Благодарам. Значи, моје лично мислење, сите млади сакаат да го изучат ромскиот јазик и, например, во Шуторизари скоро сите го говорат и во други населени места. Меѓутоа, кога ќе се воспостават добри услови во поглед на литература, потоа видеопроекции, јас знам дека од Советот за радиодифузија дадовме 200.000 тогашни германски марки да се направи ко видео
азбуката да се представи да биде достапна до малите дечиња, значи од предшколска возраст па прво оделение трето. Значи со новата влада и со овие 650 милиони евра кои се предвидени во буџетот за образованието, очекувам владата, верувам во Христијан Мицковски и во новата влада како премиер дека ќе направиме доста во поглед на јазикот за ромската заедница. Јазикот е само средство и културно средство за комуницирање меѓу луѓето, нема опасност на никој кој не е припадник на ромскиот јазик од тој јазик и напротив, имам податоци дека во Хрватска постојат одредени такви групи кои го изучуваат ромскиот јазик, има поголем интерес од другите, отколку од ромската заедница во изучување на овој ромски јазик. Како рековме, повеќе колку јазици знаеш, толку вредиш. Да. Poštovani gospodine ministre, Aleksandar Nedeljković, portal telegraf.rs, pošto već govorimo o očuvanju romskog jezika koji je zaista jako važan za sve pripadnike romske zajednice, makar oni živeli, koliko su zapravo mediji ključni u očuvanju romskog jezika, kulture i tradicije i na koji način će vaše ministarstvo i vlada Republike Severne Makedonije uticati da se romski jezik očuva? Значи, една од светските сили са медиумите и медиумите са најбитен фактор во имплементација на јазикот кај ромската заедница. Значи, има доста портали, сигурен сум дека во светот има и многу други медиуми национални кои работат на оваа проблематика. Очекувам дека тоа максимум ќе го даде својот допринос за да ромскиот јазик биде еден од побитните јазици во светот кај ромската заедница. Ние мораме да го завршиме состанокот бидејќи влегоа сите и премиерот дојде, па не е добро јас да видам после. Ви благодарам многу на присуството.